Годинава се живеат најдолгите 30 дена во јануари. Платите и пензиите речи си отидоа. За граѓаните, јануари е најдолгиот и најскапиот месец во годината. Причина за ова се големиот број на празници кои допрва ќе им го испразнат џебот. Во просек, за Нова година и Божик се трошат по околу 100 до 150 евра повеќе од вообичаеното. Но колку ќе ги чини граѓаните една Божикна трпеза? Кој колку има, толку ќе ти нема стандардна цена за одвоено. Нешто поскромно и така. Па зависи од гостите. 2 до 3.000. Така скромно. 50 евро, туку 50. Толку 50. Празниците ги потрошија платите и пензиите пред време, па сега се поставува прашањето како ќе се преживее најдолгиот месец во годината. Те малку резерва ако немаш тенка работа. Ние си знаеме, дечко, ние си знаеме, пензионерите. Што да правиме? Тоа е тоа. Колку ни дадат, толку и тие да не ни ги укинат. Па долг е за кого е долг, тие што имат пари не е долг, тие што немате долг. Сепак со Божик не завршуваат празниците и трошоците, доправа следуваат многу имендини и куќни слави. Криза или не, на празници не се штеди, но на сметка на софрите овој месец ќе чекаат сметките. Традиционално наплатата на комуналии е најслаба во јануари. Токму и поради ова, цехот во јануари ќе го плаќаме уште долго. Она што го купуваме за Божик ќе го плаќаме до Великден.